Функцијата градоначелник, а особено што сум четврти мандат носител на оваа функција, а уште повеќе што имам 65 години, ме обврзува да застанам зад граѓаните на општина Карпош и да се спротивставам на повеќекратното дивење на министерот за транспорт и врски, господинот Александар Николовски. Тој по трет пат, пред 2 дена, на наместено прашање, повторно се нафрли врз општина Карпош и во општина Центар со неговото самоволие дека тој нема да дозволува никаква градба, ниту пак одобрува било какви урбанистички планови за овие две општини. Црногорците имаат една изрека која вели: не пада сниег да покрие биег, веќе да звери оставе трак. Овој човек што мисли дека е голема зверка, ние сме му во неговиот трак. Ова е зградата на неговиот пријател Ивица Георгиевски Фреди, или за која што многумина велат дека и тој е скриен содружник во оваа фирма. Подолго време е готова. Дали гледате дека некој стан горе е вселен? Гледате дека деловните простори се вселени, затоа што деловните простори не расте така цената на деловниот простор како што расте на стамбениот простор, со тоа што не се дава одобрение за градби на територија на општина Карпош, нити се одобруваат урбанистички планови. За овие 9 месеци од владењето на ВМРО ДПМН цената на квадрат стан во Карпош е покачен за 700 евра. Оваа зграда има 3400 метри квадратни, по 700 евра тоа е над 2,5 милиона евра. Почитувани пријатели, ниту во дилањето на дрога нема волку пари, колку што овие луѓе остваруваат екстра профити од нивното градежништво. И не е само оваа зграда, како пример, отидете до руската амбасада во Центар, да видите дали и тамо светат становите, дали се продаваат становите, туку вештачки се чуваат, затоа што нивниот другар министерот за транспорт и врски не дозволува градби во овие две општини, за да цените вештачки се кренат и за да тие остварат екстра профит. Најголем душман на граѓаните на општина Карпош, особено на младите луѓе, не е покачувањето на цената на млекото, на јајцата или на лебот. Најголем душман е токму ваквата стамбена политика и неможноста да си купат стан. Кој е тој што овде во Карпош, кој е тој млад човек што може да купи квадрат стан 2700-2800 евра квадрат, и тоа го прави партијата која што има министер за популациона политика. Сакам да им порачам дека се прочитани во нивните мафијашки намери, дека ова повеќе нема да го толерираме и дека ќе му се спротивставиме на министерот за транспорт и врски, кој што искажува едно исклучително самоволие, ишкајки си ја мувата на капате и постојано нарачувајќи си наместени прашања за да ни даде одговор и да не подсетува, односно за да ги покрие своите нечесни игри што ги прави заедно со своите бизнис пријатели. Дали имате прашања? Каква е штетата од бизнисот, општината, градското бизнисот? Тие немаат штета. Тие имаат екстра профит од најмалку 2,5 милиона евра. Штета имаат младите луѓе во Карпош. Кој е тој млад човек што може да купи стан 2700-2800 евра квадрат? Замислите со гаража која чини 15.000 евра, па од 50 квадрата стан со една спална, тој чини над 150.000 евра. На ваков начин, што не дозволуваат градби во Карпош, а тие ги држат становите, не ги продаваат, само ја качуваат цената и нема потреба да работат исто како да имаат акции во некоја вредна банка во Република Македонија и само кешираат профит, кој што ви кажав дека е поголем дури од оној на дилерите на дрога. Дали имате други прашања? Јас уште во месец август, кога даде првата изјава, му пратим неколку пораки со барање да се сретнеме, за да му кажам, а еве донојве ќе направиме друга пресконференција, да отидеме само на 200 метри од овде, да видите луѓето во што живеат. Да видите во каков субстандард живеат, во какви трошни куќи, крововите им течат, во полски вециња,
на една куќа собственици се по 3, 4, 5 и 10 фамилии. Луѓето не можат керамида да сменат, не можат олук да сменат, затоа што веднаш реагираат нивните роднини, односно затоа што и затоа законодавецот со генералниот план таму дозволил да се гради колективно домување како би се решиле проблемите на тие граѓани. Тие граѓани на општина Карпуш, за жал имаме и граѓани кои се иселени, односно им се срушени нивните куќи, меѓувремено го бутнале урбанистичкиот план на Уставен суд и тоа така седи сега луѓето се од сопствени домови, какви такви трошни куќи денеска тие живеат како постанари без било каква перспектива и со целосно изживување на министерот со црвените обравчиња. Па јас како што гледам, кога тој веќе неколку пати не ја прави средбата, ја апострофира општината која што има најмногу зеленило, 758.000 метри квадратни зеленило. Општината со најдобрите училишта, а да го прашаме вака јавно. Ако не чини општина Карпош, зошто неговиот председател на владата и председател на неговата партија, господинот Мицковски, не оди во вилата на Водно, тамо кај што е поубаво, туку седи во Влае и ги малтретира сите жители на Влае 2, затоа што било убаво за неговите деца имале кај да шетаат, затоа што било убаво паркот Делфина, затоа што било убав кеот на реката Вардар, и затоа што им било блиску училиштето Димо Хаджидимов, тоа е причината зашто сите работи што ги правиме, имаме и грешки, не викаме дека не. Но најголем дел од општина Карпош е најуредената и најурбаната општина на територија на град Скопје и само сакам да прашам. Знае ли колку негови колеги во изминативе 3-4 години токму од ВМРО не се доселија во општина Карпош? Ако општина Карпош не чини, што мајка барат да се населуваат во општина Карпош? Или тие купија станови по поевтини цени, за да сега тие остваруваат екстра профити врз грбот на граѓаните на општина Карпош? Благодарам.